Денес нашата екипа дојде во театарот за деца и младинци со повод кој што навистина заслужува и почит и внимание. Актерката Ана Левајковиќ Бошков. Минатава година во декември со представата Црвенкапа го одбележа својот 30 годишен јубилеј на актерска уметничка кариера. За 3 децениското патешествие на оваа наша актерка, за многобројните улоги кои што ги има остварено во својот матичен театар, секако и остварувањата, наградите, доживувањата, зборуваме во следните минути, а напред се искрени честитки за 30 годишниот јубилеј, кој што не е само твоја гордост, туку и гордост на овој театар каде што се наоѓаме во моментот. Ви благодарам што ме поканивте да видам дел од вашата емисија. Еве, ја заврши годината токму со представата Црвенкапа, која има веќе 303 представи, така е. 3 представи, како едно озваничување на тој твој 30 годишен јубилеј и една успешна и плодна кариера која низ овие години има можност да ја следат многу генерации на деца и младинци на кои што долго време си им една од омилените актерки. Како започна моето патешествие? Во театарот, се уште тогаш не беше оваа просторија доделена на театарот, се правеше представата Спомени во ноќта. Тоа е едно кабаре на режисерот Боњо Лунгов и ја гледав во Театар Центар, сегашна комедија. Колку години имаше тогаш? Не знам колку имав, 20 и... Само што завршив 23-24 и ја гледав таа представа и си реков, да, ова е тоа што сакам јас да го правам. Јас сакам тука да припаѓам. И голем виновник за што сум јас тука е човекот кој беше ентузијаст што го оформи овој театар, тој е Љубомир Чадиковски, првиот директор на театарот за деца и младинци. Тој ме покани и така почна мојата дружба со овој театар веќе 30 години. И остварувањето на твојот тогаш младешки сон, а сега веќе една реалност и една навистина богата и успешна театарска кариера. Ана, ти освен што си театарска актерка, си телевизиска и филмска актерка, но верувам дека сепак најголемото задоволство и среќа ги чувствуваш кога си на штиците што живот значат. Да, знаеш како, кога работиш во театар, посебно кога работиш за деца кои се навистина искрени, чувствителни, точно може да предпознаат што е, нели, да оделат ова е добро, ова е лошо, од ова се плашам, ова го сакам. И кога иако течат годините, нели, ние созреваме, создаваме семејства, работата кога ќе дојдеш во овој театар, без разлика што и да се случува во надворешниот свет, што се случува низ нашето секојдневие, тука се заборава. Доволно кога ќе се влезе во гардероби, кога ќе се облече костимот кој е наменет за тој ден, се е поинаку. Влегуваш во некој сосема друг свет, во една друга галаксија, каде што ги откриваш сите. Можем да го споредам тоа како Малиот принц, кога оди од планета на планета, така и ние представите. Отиш на таа планета и денеска си Црвенкап, следниот ден си убавицата, потоа си нешто друго. И тоа така е преубаво. Веројатно за тоа сите вие што сте вработени во театарот за деца и млади сте со таква една младешка енергија и ве краси на... Не, да, можеби тоа не чува, не знам како да кажам. Точно е тоа, некој ќе каже, ајде, колку години имаш, се уште играш Црвенкапа. Да, треба да се смени сето тоа, да се дојдат нови генерации, ама мислам дека имало моменти кога ги прашам децата, дали мислите дека принцот е стар? И они викаат, не, многу беше интересен, многу беше добар. Визурата што ја гледаат децата е сосема поинаква од ние постарите што го гледаме тоа. Они едноставно се лепат на енергијата што им ја дават и така те гледаат. Колку представи имаш одиграно низ овие 30 години? Околу 56, еднаш прочитав еден податок, не знам. Новата представа, 57. И затоа викам, имало моменти кога било тешко, имало моменти кога било многу радосно, кога било
те терало да размислуваш и шо и како сега не можам да се фатам за овој лик. Имало и такви моменти, без разлика што имало моменти каде што имаме куклени представи, па тие се посебна магија. За мене, кажувам лично, дека за да играш куклена представа, треба првенствено тоа многу да го сакаш. Да го работиш, затоа што е навистина комплицирано, си има посебна техника и посебна изведба на таа кукла што треба да ја анимираш. Затоа што ние како предмет сега гледаме чашава, ама таа е мртва во овој момент. Ние кога ќе го земеш тој предмет во рака и кога ќе му дадеш, викам јас, душа, кога ќе го живееш, тоа станува, тука настанува таа магија. Театарот е прице тимска работа и професија која што бара флексибилност, комуникација со колегите и многу е интересна како професија и надвор од самата сцена, односно позади сцената. Не само влегувањето во одреден лик, туку носењето на костим, шминката, сето тоа бара една подготвеност на ликот да се трансформира, нели, од представа во представа, и верувам дека колку што имаш интересни доживувања на сцена, уште толку имаш еден куп позади. Така е, точно е тоа, дека кога се состави една представа не е тоа едноставно, нели? Ајде, ќе го научите текстот и ќе излезете на сцена и ќе го представите. Си има целата таа процедура, прво се учи текст, се седнува на маса, па се чита текстот, се анализира секој лик и потоа излегуваме на сцена и се подготвува целата представа. И затоа секој пат кажам, театарот е тимска работа. Ако немаш добар тим, не секој пат е некој пат е до текстот, некој пат е до режија, ама сепак е до нас, ние што треба да излеземе на сцена. Ако ние не веруваме во тоа што го правиме, нема да делува представата толку успешно. Низ овие изминати години честопати си гостувала и си учествувала на разни театарски настани, фестивали, надпреварувања и секако и ти и тимот на Театарот за деца и младинци честопати биле препознавани како квалитет и биле вреднувани со меѓународни награди, кои што на вистина во голем број ги има овој театар добиен. Така е, театарот има многу награди низ години, сите овие години. Многу се патуваше, ќе одвоја македонска приказка, таа доби доста награди, сега овој пат е Роња, исто куклена представа, каде што има освоено исто многу награди, така да театарот постојано создава квалитет, каде што ги освојува овие балкански простори. Бидејќи веќе зачекуривме во нова календарска година, 2026, какви се твоите планови, желби, амбиции за оваа година на професионален план? Знаеш како, јас никогаш не сум размислувала однапред, сега сакам ова. Некако во тој поглед сум многу скромна и сметам дека, како би го кажала тоа, дека ни доаѓа, дека не треба да се наметнуваш, затоа што кога ќе се наметнеш, па излегува сосема нешто поинаку, дека треба да се слушаш, да си интуитивен во тоа што сакаш да го примиш, да си дел од тој проект, да кажеме. Сега посакувам успешна 2026. Првенствено сакам да работам на математична сцена, би сакала да пробам и на другите сцени, ама тоа, ако се отворат сите патишта, би било убаво да заиграм на филм исто така. Сега не знам, ќе видиме како ќе стојат работите. Годината сама ќе донесе тоа што треба да донесе и ќе биде тоа, ама знаеш како, убаво е кога си на сцена, можеби, мислам дека секој актер ќе се согласи дека таму му е местото. Нас местото ни е на сцената и ние сме таму на своето. И затоа има, што кажат, има и позадински интересни работи, и на сцена има кога ќе заборавиш, па некој ќе дофрли, па ќе каже, па ќе дополниш нешто друго, така да секоја представа е различна, позади исто знае да биде интересно, бидејќи нашиот театар е многу мал, да кажеме, ама имаше една представа
Имаше една представа, Тања Кочовска, игравме едно од кабарињата и тоа беше се сите излезени на сцена, треба да се пресоблечеш, треба да излезеш надвор и во тој момент ја да поминам, Тања ме удира случајно, мислам, во таа тесното грло што ни е таму на сцена, ме удира, јас летнав, Тања вика, Ана, вика, виде како спунт, вика, билјард мас. Така да има интересни, има интересни, има и помалку интересни работи, можеш и да паднеш, да се повредиш. Ама сега се е тоа дел од работата. А сепак добро го носим и добро се носиме со тоа. Задоволството е големо кога ќе се слушнат аплаузите, кога ќе се видат насмеаните детски лица и сјајот во нивните очи. Низ годиниве си имала можност да играш пред публика, нели генерации како што споменав поминале. Дали постои интерес кај младата публика во моментов, колку често доаѓаат на представи, како ги доживуваат представи? Публика секој пат има. Има публика секој пат. Еве ќе кажам, Црвенка па игра толку долго време, што се уште актуелна и се бара и карта повеќе се бара. Баш за таа представа, ама имаме и други представи како што е Хајди, што се бара. Обично насловите што се Црвенка, па Хајди, Убавицата, тие се бара Том Соер, Оливер Твист, се бара тие представи затоа што им се познати веќе и на возрастните и на децата, па затоа и ги барат, ама се исто и убави. Ана, јас ќе ти посакам да имаш успешна, плодна 2026 година, да те гледаме што почесто и што повеќе на сцената на театарот на деца и младинци, а и на тебе и воопшто на уметничкиот ансамбл од овој театар. Посакувам и оваа година настапи надвор, бројни награди и да се радуваме сите заедно на вашите успеси. Така е да се радуваме на театарот што постои се уште, што создава се подобри представи, да уживаат децата, да доаѓаат почесто а ние ќе бидеме секој пат насмејани, весели, ќе им го покажеме тоа што знаеме најдобро. Ти благодарам, Ана. Благодарам и на вас.